Ахмети со нова иницијатива им пиша на екс-функционери на меѓународни институции, бара да се заложат да се реши спорот со името, за да се зачува стабилноста. Груевски молчи за активностите и пораките на коалицијскиот партнер. Дел од екс-дипломатите без премногу очекување од администрацијата на Обама. Сепак велат, иако Балканот не е приоритет за САД, Америка е заинтересирана за решавање на тоа прашање. Министерот за одбрана Џафери се загреба пред Слупчане, се поклони пред борците на она во Тануше. Дел од политиколозите порачуваат ресорот одбрана да се врати во македонскиот дел од владата. Владата го објави договорот за Јужен тек, ќе се анализира исплатливоста на проектот. Добра вечер, дневник на 24 вести, еве што друго ќе гледате. Продолжен рокот за индискиот бизнисмен Субрата Рој да ги врати парите на инвеститорите во случајот Себи. Индиското регулаторно тело бара затвор. 136 години затвор може да добие американскиот војник Бридли Менинг, кој достави доверливи документи до Wikileaks. За Асанж, пресудата представува опасен преседан. Американски студент минал 4 дена во затвор без храна и вода. Добил одштета од над 4 милиони долари. Вучик ја спаси владата на Дачик, Николи ги повика забрзано да заврши реконструкцијата. Лидерот на ДУИ Али Ахмети им пиша писмо на преку 30 поранешни високи представници во меѓународни институции и поранешни амбасадори, од кои бара помош за брзо решавање на спорот со името. Предупредувајќи дека останувањето на Македонија надвор од Европската унија и НАТО може да доведе до дестабилизација на земјава. Поместување на прашањето за името меѓу приоритетите на меѓународната заедница, притисок врз Грција и Македонија за диалог на највисоко ниво што е можно побрзо и изнаоѓање на конечен компромис за разликите околу името. Ова се трите точки за кои лидерот на ДУИ Али Ахмети бара итна помош од преку 30 поранешни високи представници во меѓународни институции и поранешни амбасадори, голем дел од нив и директно вклучени во разрешувањето на кризата од 2001 и подпишувањето на Охридскиот договор. На сите нив Ахмети им благодари за помошта за надминување на сите предизвици во постконфликтна Македонија, но и во исто време и ги предупредува дека е длабоко загрижен оти по 12 години од рамковниот договор. Мирот, стабилноста и стабилните меѓуетнички односи се доведени во ризик поради, како што нагласува, нерешениот спор за името кој ја блокира интеграцијата на Македонија во НАТО и ЕУ. Затоа ги повикува да го вложат своето влијание за решение на спорот сега. Меѓустранските политичари од кои Ахмети бара помош се тројца поранешни генерални секретари на НАТО, Џорџ Робертсон, Хавиер Солани и Абдехоп Шефер, како и поранешните амбасадори во земјава и дел посредници во конфликтот од 2001, Питер Фейт, Ален Лероа, Франсуа Леотар, Джеймс Пердју, Лоренс Батлер, Кристофер Хил, Ерван Фуере и други. Писмото доаѓа само еден ден откако Ахмети на брифинг за новинарите призна дека имаат разлики со коалицијскиот партнер ВМРО-ДПМН околу суштината на преговорите за името, но инсистираше дека сега е вистинско време за решение. Молк од владата и од партијата на Груевски за пораките и иницијативите што секојдневно стигнуваат од нивниот коалицијски партнер. Политиколозите поделени, дел во постапките на лидерот на ДУИ гледаат популизам, дел искрен обид да се поместат работите. Обидот на Ахмети да се забрза процесот за решавање на спорот со името е добронамерен и не треба да се сваќа како заткулисна игра, вели политичкиот аналитичар Исмет Рамадани по вчерашниот брифинг на лидерот на ДУИ, од кој порача дека е дојдено времето за компромис со Грција. Кај Али Ахмети како да има повеќе чувство за одговорност во врска со изнаоѓање решение за името, сите овие активности што ги прави Али Ахмети ќе одат во прилог на издигнување на проблемот, а тоа значи и внатре во коалицијата и во државата и надворешниот фактор, односно меѓународниот фактор. Она што го прави Ахмети е пред се за оправдување пред сопственото гласачко тело, дека прави се да го исполни ветувањето за членство во Европската унија и НАТО, смета аналитичарот Сашо Клековски. Обидот пак да се изврши притисок врз ВМРО-ДПМН со закани по стабилноста, ако не се најде решение, според Клековски може да биде само контрапродуктивен. Притисок не се врши на овој начин, посебно не со објавување дека договорот вклучува промена на уставното име.
сериозни политичари не треба да говорат за со стил дека може да се случат проблеми ако не стане вака, бидејќи мислам дека е познато дека ВМРО-ДПМН потешко реагира на уцени. Мислам дека треба да побараат поинаков начин на различување на тоа прашање. Рамадани оценува дека големо влијание на моментот во кој Ахмети ги спрати пораките има и меѓународната заедница, чие трпение е при крај, особено на Америка која има многу инвестирано во мирот и стабилноста на Македонија. Ова пак вели Рамадани дополнително го стеснува просторот за популизам и кај Ахмети и кај Груевски. Ќе морат од популизам да поминат на нешто конкретно во тоа што значи решавање на проблеми. Инаку притисокот ќе биде уште посилен од надвор, а тоа значи и од внатре во државата, и ќе се најдат во ситуација кога ќе морат да бират и 20 лидери, односно главните коалициони партнери. Или власта понатаму, или компромис за името и евроатлантски интеграции. Доколку спорот не се реши, избори се можни, оценува Клековски, наспроти пораката на Ахмети дека Дуј е против. Освен блокираните евроинтеграции, смета аналитичарот, тие може да бидат предизвикани доколку не се расчистат настаните од 24 декември. Дуј може да биде против парламентарни избори, меѓутоа може да се случи Социјалдемократскиот сојуз да сака или да не сака. Така да дали ќе има предвремени парламентарни избори, зависи и од исходот на разрешеницата на 24 декември и договорот во март што го постигна политичките партии и евроатлантските интеграции. Ахмети прв пат упати порака дека сега е време за решавање на спорот зимето пролета преку колумна во Дневник, но за разлика од тогаш, ВМРО-ДПМН сега нема коментар на неговите ставови. Тогаш од партијата на Груевски му одговорија дека се за компромис, но не по цена на македонскиот идентитет. Иако Балканот не е во приоритетите на Соединетите Американски држави, не значи дека не се заинтересирани за тоа што се случува во земјава, смета екс-амбасадорот Огнен Малески. Според него постојат реални шанси на предстојната средба Обама-Самарас да стане збори за спорот околу името и можностите за негово надминување. Најавата дека не е приоритет само кажува дека ова не е ситуација од 90-тите години. Сега имаме Европската унија со многу поактивна улога на Балканот во регионот, но тоа истовремено не значи дека Соединетите Американски држави се тотално незаинтересирани за тоа што се случува тука. Мислам дека погрешно ја представува политиката на Соединетите Американски држави во однос на Балканот. Мислам дека се заинтересирани и дека е логично и на оваа седба што предстои да стане збори за ова прашање. Целото интервју со поранешниот амбасадор Малески ќе го гледате во Дневникот во 22 часот. А Македонското министерство за надворешни работи денеска упати вербална нота на шефот на грчката канцеларија за врски во Скопје, Харис Лалакос. Нотата доаѓа поради зачестеното оштетување возила со македонски регистарски таблички на територијата на Грција. Во вербалната нота се искажува протест и за неодамна одржаниот организиран собир на македонско-грчките гранични премини, каде што имаше националистичка иконографија, проследена со упатување навреди, закани и речник на омраза кон македонските граѓани. Македонското МНР очекува од грчките власти да преземат соодветни мерки за воиднина да се спречат ваквите појави. Нови провокации денеска. Грчкиот министер за одбрана Дмитрий Аврамопулос упорача на дописникот на државната агенција МИА дека ако е од Македонија треба да зборува и прашањата да ги поставува на грчки јазик. Аврамопулос, чиј кабинет според МИА во текот на целиот ден избегнувал средба на која би можел да биде прашан за спорот зимето, одговорил со сугестија дека македонците треба да зборуваат грчки. Од каде сте? Од Македонија? Па зошто тогаш не зборувате грчки? Одговорил Аврамопулос на прашањето на дописникот на МИА, пошто избегнал понатамошен диалог. Во продолжение, владата го објави договорот за Јужен тек. Јавниот долг на владата паднал за 0,01%. Стечајците од Кумановско се подготвуваат за нов поход. Индиското регулаторно тело СЕБИ бара затвор за собратарови.
Ке се анализира техничката, економската, финансиската, еколошката оправданост на проектот гасоводен крак. Финанси ја објавија спогодбата што беше потпишана на меѓудржавно ниво во Москва. За СДСМ ова е потврда дека не постои договор, туку допрва ќе се анализира дали ќе го има. Власта децидна, Македонија е дел од Јужен тек. Прво ќе се анализира, па во зависност од резултатите, дали има економска оправданост, ќе се одлучи од каде ќе протече руски газ во земјава. Министерството за финансии ја објави спогодбата за соработка при изградба на гасоводниот крак, која беше потпишана на меѓудржавно ниво минатата недела. Во неја стои, ќе се изврши анализа, чија цел е определување на техничката, економска, еколошка и финансиска оправданост на реализацијата на проектот гасоводен крак и врз основа на незините резултати ја потврдуваат целисходноста на неговата реализација. Пишува во спогодбата која беше потпишана во Москва. За СДСМ, ова е само потврда дека во Москва не е потпишан никаков договор за приклучување кон мегапроектот, туку спогодба за техничка оправданост на проектот. Оправданоста не е ниту утврдена, туку дополнително ќе се утврдува. Приклучена точка и трасата на гасоводот не се утврдени и дополнително ќе се утврдуваат. Од ВМРО ДПМН е со експресна реакција. Договорот кој го потпиша Македонија е стандарден договор, истиот го потпишаа сите земји кои влегува во проектот Јужен тек. Доколку СДСМ не верува во тоа, може да го побара и договорот од Србија, Хрватска или Австрија, да го спореди и потоа да информира јавноста. Така би било најчесно. Стои во реакцијата од владеачката партија. Од Москва, по потпишувањето, премиерот Груевски објасни дека ова е само еден од серијата на договори кои ќе се потпишат за изградба на кракот, преку кои земјава ќе се поврзе со Јужен поток. Трасата по која ќе минува кракот ќе одреди Газпром. Во игра се Бугарија и Србија. Над 2 милиарди и 700 милиони евра е јавниот долг на Централната влада за јуни. Министерството за финансии регистрира незначителен пад од 0,01% на јавниот долг на Централната влада. 34,1% или 2 милиарди 716 милиони евра е јавниот долг на Централната влада за јуни, што споредбено со претходниот месец има незначителен пад од 0,01%. Последните податоци на финансии покажуваат дека вториот квартал, споредено со првиот квартал, е регистриран пораст на јавниот долг од 33,9% на 34,1%. Гледано по структура на јавниот долг на Централната влада, вториот квартал споредено со првиот квартал од годинава пораст има кај внатрешното задолжување, додека кај надворешното задолжување има пад. Во бројки финанси регистрира долг кон странство од 1 милиарда 662 милиони, а внатрешниот долг има благ пад од 1 милиарда 54 милиони евра. Во меѓувреме салото на странските инвестиции за првите 5 месеци изнесува 105 милиони евра, што представува подобра позиција од истиот период лани, но послаба од 2012 година. Гувернерот Богов со оптимистички очекувања за тековната година прогнозира странски инвестиции во земјава од 200 до 300 милиони евра. Треба да имаме предвид и квалитетот на странските директни инвестиции. Последниве 2-3 години имаме странски директни инвестиции кои што се насочени во реалниот сектор, каде што има вработување, каде што има ново производство и нов извоз. Значи, тоа е многу поголем ефект отколку кога ќе дојде некој странски инвеститор и ќе купи некој објект тука готов и нема дополнително ниту производство, ниту вработување, туку она што е купено само продолжува да работи со странски сопственик. Државниот економски тим продолжува со роудшоата, концепт спорен за експертите поради слабите ефекти. Премиерот Груевски тврди дека резултатите се неминовни, но станува збор за стратешки одлуки кои во време на криза потешко се носат. Субрата Рој доби дополнително време за враќање на парите на инвеститорите во случајот што индиското регулаторно тело СЕБИ го води против Сахара Груп. Врховниот суд ги ислуша аргументите на СЕБИ, пазарниот регулатор, што се однесуваат на непочитувањето на судската одлука и улогата на Рој и ја одложи постапката до 6 август, поради дополнително обезбедување аргументи и одбрана, пишува Бизнис Стандард. Во исто време, СЕБИ од Врховниот суд побара Субрата Рој да биде казнет со затвор од 6 месеци. Опозицијата во земјава бара власта да го преиспита досието на индискиот бизнисмен.
Предупредуваме, владата најсериозно да го разгледа личното и бизнис досие на, како што го представуваат, светскиот милиардер, пред да направи непроценлива штета за Охрид, Охридското езеро, Џумаилија, земјоделското производство и земјава. Несватливо инсистирањето на власта да отидат во рацете на сомнителен бизнисмен голем дел од охридските плажи, води и земјоделско земјиште, освен ако можеби зад сделките не стојат и други интереси за кои јавноста не е запознаена. Стечајците од Куманово најавуваат закон за решавање на нивниот статус. Донесувањето на овој закон ќе ја подобри судбината на повеќе од 6000 семејства. Вели во телефонска изјава за 24 вести претседателката на Сдруженијето на стечајни работници Илјана Ѓоргиевска. Таа најавува и радикални протести пред владата во период кога предложениот закон ќе влезе во собранието. Се бара по 6000 денара на стечајни работници со 15 година минимум стаж, 50 жене, 53 мажи. Така што нема да попуштиме, ќе бидеме стационирани со самиот предлог закон внесување во процедура, ќе бидеме стационирани пред самата влада со шатори и нема да попуштиме све докле нашите барања не се исполнат. Можам да кажам дека се работи околу 6000 на жало стечајни работници, зашто нам е морталитет многу повеќан, значи во стечајни работници и здравствена состојба на стечајни работници е превише загрозена. Оваа влада не мисли за свој народ и мислам дека само манипулираат со нас. Граѓаните имаат помалку од една година да достават елаборати за бесправно изградените објекти. Во спротивно, тие ќе бидат уривани, порача денеска ресорниот министар. Вкупниот број на доставени барања за изготвување на геодетски елаборати 128.630, од кои 10.000 елаборати се изготвени, а не се подигнати од страна на граѓаните на Република Македонија. Значи има 128.000 барања, 630. Тие сите елаборати се изготвени, а 10.000 елаборати воопшто не се подигнати од страна на граѓаните. Покренавме иницијатива за менување на тарифникот за висина на надоместокот на извршени геодетски работи од страна на трговците поединци, овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи за намалување на цената на геодетските елаборати за легализација на бесправно изградени објекти за примателите на социјалната парична помош. Со оваа постапка се предвидува намалување на цената на чинење на елаборатите за легализација на бесправно изградените објекти за 50%. И тоа за објекти до 50 метри квадратни, за објекти од 51 метар квадратен до 150 метри квадратни. Односно да се намали цената на чинење на елаборатот за легализација на бесправно изградените објекти до 50 метри квадратни од 2000 денари на 1000 денари и да се намали цената на легализација на бесправно изградените објекти од 51 до 150 метри квадратни, од 41 денар на 20 денари по метар квадратен. Во Република Македонија има вкупно 149 регистрирани геодетски фирми. Има преку 200.000 се уште неподнесени барања за легализација до тие фирми. Доколку граѓаните на Република Македонија и фирмите не ги поднесат час поскоро овие барања, во тој случај геодетските фирми нема да можат да стигнат во рокот утврден со закон 18.6.2014 година да ги изготват фирмите. Првиот човек на Царинската управа, Ванчо Каргов, ги информираше струмичките бизнисмени дека локалното царинење има доста бенефиции. Според него, околу 30% од фирмите во земјава кои се занимаваат со увоз и извоз, го користат овој систем со што заштедуваат и време и пари. Во Струмичко локалното царинење го користат 10 фирми. Првиот човек на Царинската управа на Македонија, Ванчо Каргов, лично ги информираше струмичките бизнисмени дека локалното царинење е доста поефикасно за разлика од царинењето на граничните премини. Тој на сребата со во Струмица, на работилницата за олеснување во спроведувањето царински постапки, подлече дека 30% од фирмите во земјава кои се занимаваат со увоз и извоз го практикуваат локалното царинење. Бројот на корисници се зголемува, расте. Во овој момент мислам дека околу 25 до 30% од вкупните извозни постапки се спроведуваат преку така наречено локално царинење, што значи дека фирмите сами си царинат без да доаѓаат на царински терминали и некаде под 20% од увозот
Исто така се спроведува во така наречени поедноставени царински постапки. Во Струмишко десетина фирми го практикуваат локалното царинење. Тврдат дека во голема мера ги намалиле трошоците, но и времето за таа постапка. Значи тоа представува голем бенефит за нашата фирма. Затоа ги повикам сите фирми, не само од Струмичкиот регион, туку и пошироко на ниво на Македонија, да се уклучат во овој проект. Како голем бенефит ние како прво се намали многу трошоците. Трошоците за изработка на царинска декларација, трошоците за плаќање на терминал. На средбата со струмичките бизнисмени, Каргов информираше за проектот реорганизација на инспекцијските служби, при што подлече дека во тек е здружувањето на повеќе инспекцијски служби од повеќе области, за да не се дуплира или повеќе кратно врши контрола од повеќе инспектори. Поевтинува струјата во Бугарија и тоа за 5%. Падна невработеноста во еврозоната. Русија секој месец троши $0,5 милиарда за купување злато. Во продолжение преглед на бизнис вестите од соседството и светот. Струјата во Бугарија поевтини за околу 5%, објави Државната комисија за енергетика и управување со водите. Намалувањето на цената на трите оператори ќе стапи во сила од 1 август. Хрватскиот јавен долг во март изнесувал 24,2 милиарди евра и достигна 53,6% од БДП. Аналитичарите на Хрватската народна банка во најновиот билтен напоменуваат дека надворешниот и внатрешниот долг на државата во првите 3 месеци пораснал за 4,2 милиарди куни и наведоа дека очекуваат до крајот на годината тој да достигне 26,5 милиарди евра, што е околу 60% од БДП. Одлуката Стандард и Пурс за задржување на кредитниот рейтинг на Словенија на А- представува прв позитивен сигнал од 2010 година, смета словеничката премиерка Аленка Братушек. Таа истакна дека ова е прв пат по 2010 година некоја од водечките агенции да не го намали рейтингот на Словенија. Ваквата своја одлука Стандард и Пурс ја образложи со оценката дека Словенија во мај со пласирањето на $2 обврзници во износ од $3,5 милиарди ги покрила своите потреби за задолжување во ова и дел од идната година. Невработеноста во еврозоната по цели 2 години бележи опаѓање. Според Бирото за статистика на Европската унија, 17 земји во кои еврото е главна валута, последен пат невработеноста била намалена во април 2011 година. Во јуни невработеноста во еврозоната изнесувала 12,1%, а без работа во минатиот месец биле пријавени 19,27 милиони лица. Според експертите, и натаму Европа се соочува со висока стапка на невработеност. 9 месеци поред Русија ги изголемува резервите со злато. Според податоците на Меѓународниот монетарен фонд, Руската национална банка ги изголемила своите златни резерви во текот на овој месец од 996,4 тони злато и додале уште 0,3 тони. Русија секој месец троши $0,5 милиарда за купување злато. Исклучувајќи го ММФ, Русија е 7 сила во светот по количина на златни резерви. На крајот од економскиот блок и берзанските движења. Министерот за одбрана тренира за слупчане. Лекарите во Велешката болница пушеле цигари во ординациите, утврдиле здравствените инспектори. Затворен случајот за Драган Богдановски во лустрација. Министерот за одбрана Талат Џафери се загрева за слупчане. Се поклони пред борците на она во гостиварско Тануше. Безбедносните експерти предупредуваат на последици. Министерот за одбрана се загрева за слупчане пред поклонувањето на 13 август, кое вчера го најави како најверојатно. Се поклони пред споменикот на загинатите борци на УНА на церемонија во гостиварското село Тануше, со која се одбележаа 12 години од загинувањето на 5 припадници на оваа организација. Џафери беше придружуван од градоначалникот на Гостивар, но не и од армиски офицери во униформи. Активностите и најавите на првиот човек на одбраната за форумот за безбедност се последица од поставувањето на екс-командант на УНА на такво место. Поставувањето на терористи за министри за одбрана
или пак на некои други раководни државни функции во безбедносните институции представува свесен или несвесен обид за рушење или, ако сакате, деформирање на работот на државата, а тоа е нејзиниот безбедносен систем. Политиката на министерот Џафери, кој само ја продолжува унаа на актуелниот вице-премиер Бесими, за политиколозите е доказ за двојно функционирање на владата. Премиерот Груевски, владеачката партија се наоѓа во една незгодна ситуација и сигурно е прашање што да се превземе сега, како да коалицијата опстои на власт. Според мене има две единствени решенија. Првото е решение кое што за мене е помалку изводливо, бидејќи вчера слушнавме дека и председателот на ДУИ рече дека распишување на воредни предвремени парламентарни избори не е можно до нова година. Значи тоа може би отпаѓа како опција. И втората опција да конечно преземе реконструкција на владата, каде што ресорот одбрана повторно ќе си го врати ВМРО ДПМН. Токму овие дејствувања на дел од клучните министри во владата на Груевски минатата година ги нарушија односите во коалицијата, а премиерот се огради од нив. Како последица на тоа, ВМРО ДПМН го поднесе законот за бранителите, кој по речиси една година се уште е заглавен во собранието, а веќе никој ниту го спомнува. Комисијата за лустрација го затвори случајот Драган Богдановски пред воопшто да дискутира за него. Членовите едногласно одлучиле дека тој не подлежи на законот, бидејќи никогаш не извршувал јавна функција ниту јавно овластување. Во собранието на Законодавно-правната комисија денеска пак отфрлено барањето на претеникот од СДСМ Јани Макрадули за автентично толкување на законот за лустрација во делот околу лустрацијата на поранешни наредбодавачи. Комисијата врз основа на добиените податоци едногласно одлучи да не влегува во материјална расправа по доставените документи со оглед дека лицето за кое станува збор никогаш не било носител на јавна функција или на јавно овластување. Значи досието Рашомон број над 10.000 страници, меѓутоа може да се нагласи дека добиените документи, иако скромни, фактички не представуваат никакви тајни документи, затоа што тие се веќе објавени на одредени блогови. Лекарите во Велишката болница пушеле цигари во ординациите. Ова го утврдиле инспекторите при вонреден инспекцијски надзор. Казната е од 2000 до 4500 евра. Од Велишката болница велат дека додека не добијат решение, се е шпекулација. Во работните и докторските соби се пушело, а во корпите за комунален отпад имало кутии од цигари и по некој отпушок. Ваква состојба затекнал државниот санитарен инспектор на вчерашниот вонреден инспекцијски надзор во Велишката болница. Присуство на чат од цигари инспекцијата забележала во работната соба на невропсихијатриското оделение, а на приземјето на зградата во која работи дневниот центар за зависници од дрога затекнала кутии од цигари и од пушоци. Во соопштението на Државната санитарна инспекција стои дека Законот за заштита од пушење не го почитувал вработениот персонал. Голем дел од докторските соби во оделението за хирургија биле заклучени неозначени, а во една од нив биле пронајдени од пушоци во корпата за отпад. Сега болницата ќе се соочи со прекршочна пријава. И додека соопштението на Државната санитарна инспекција денеска стигна речиси во сите медиуми, од општата болница во Велес велат дека засега тоа се само шпекулации. До нив денеска не стигнало никакво решение од контролата на Државната санитарна инспекција. Од болницата велат дека не станува збор за вонреден инспекцијски надзор, туку за редовна контрола која се вршала еднаш месечно. За ваков прекршок предвидена е глоба од 2000 до 4500 евра за установата. За директорот како одговорно лице предвидена е парична казна од 500 до 1000 евра, додека за физичко лице од 150 до 300 евра. Граѓаните најмногу побарале помош од народниот правобранител за нивните потрошувачки права. Се жалеле на институциите. Расте бројот на повреди на човековите права и слободи во земјава. Институциите се немоќни да се справат со овие проблеми поради финансиската немоќност во државата, реагира и народниот правобранител Иџет Мемети. Вели државата мора да обезбеди поголеми финансиски средства и за самата институција омбудсман, за да може успешно да се справува со проблемите кои секојдневно ги засегаат граѓаните. Како што има повеќе криза
или економски проблеми, се поголем е бројот на представки на граѓаните, се повеќе има повреди на човековите права, а од друга страна мора да признаеме и бледаат институциите што ги спроведуваат законите поради финансиската немоќ, како и бледаат институциите на крајот на краишта за заштита. Затоа треба институцијата омбудсман, а и другите институции за заштита да имаат повеќе финансиски можности за да навремено помагаат. Именувајќи ги новите регионални заменици, омбудсманот вели дека тие се запознаени со секојдневните проблеми на граѓаните и дека очекува олеснување во работата со отварањето на новите регионални канцеларии во земјава. Јас се надевам дека исто како и во мојата досегашна работа кај народниот правобранител, успешно ќе успеам да ги им помогнем на граѓаните и пред се да ја оправдам довербата која што ми е дадена како заштитник на правата на граѓаните во Република Македонија без оглед на нивната национална припадност. Според последниот извештај од 2012 година на народниот правобранител кој воедно беше доставен и до Обединетите нации, граѓаните лани најмногу се жалеле на потрошувачките права, особено на високите сметки за струја и парно. Десетмина починати од рекордно високите температури во Шангај. Филмскиот град Кан повторно мета на краци. Поради неплатени сметки, цела провинција на Филипините во мрак. Не стигнуваат светските реакции за судењето на американскиот војник Бредли Менинг, на кого по 18-часовното судење му се заканува затвор од 136 години. За Асанж, чиј портал ги објави доверливите документи од Менинг, пресудата е опасен преседан. За некого предавник, за други херој. Америка се подели откако војникот Бредли Менинг вчера беше прогласен за виновен по 19 од вкупно 21 точка од обвинението за доставување доверливи информации на Wikileaks. Граѓаните излегоа масовно за да му дадат поддршка. За нив пресудата е голем удар за слободата на медиумите и закана идните службеници да не можат да објават потенцијални лаги и грешки на владата. Пресудата покажува дека правото на американците за пристап до информации за действувањето на владата е неостварливо. Едвард Сноуден исто така е пример дека одредени тајни не смеат да излезат во јавност. Основачот на Wikileaks, Џулијан Асанж, кој никогаш не призна од каде ги добил документите, веднаш му даде поддршка на Менинг, го нарече хероја, пресудата на воениот суд ја означи како опасен национален безбедносен екстремизам на владата, предводена од председателот Обама. Пресудата според него докажува дека новинарите сега мора да се борат рамо до рамо за да ги заштитат своите извори. Ова е опасен преседан и пример за национален безбедносен екстремизам. Ова е кусогледа правда која не треба да се толерира. Пренесувањето на вистинските информации никогаш не треба да се смета за шпионирање. На 25 годишниот Менинг му се заканува затворска казна од 136 години. Тој сепак се спаси од најсериозното обвинение за поддршка на непријателот, што за Менинг ке значеше доживотен затвор без право на помилување. Тој призна дека праќал доверливи воени извештаи од Ирак и Авганистан, но негираше дека со тоа сака да им наштети на САД, туку сакал да поттикне јавна дебата за војната. Менинг за време на неговата служба во Ирак како разузнавачки аналитичар имал пристап до многу доверливи информации. Во периодот од ноември 2009 година до мај 2010 година на Wikileaks му доставил 700.000 тајни документи на американската војска. Меѓу нив е и една видеоснимка која покажува како во напад на американски хеликоптер во Багдад се убиени невооружени цивили. Од дескот на 24 вести и останатите информации од светот. Александар Вучик и неговата Српска напредна партија го прифатија предлогот на премиерот Ивица Дачик и ќе останат во владата која ќе продолжи да функционира без партијата на Младјан Динкик. Според Вучик, предвремените избори не се најдоброто решение за Србија, а имињата на новите министри во реконструираната влада ќе бидат познати по 20 август. Двајца вооружени кратци ограбија луксузен дуќан за часовници во Кан. Разбојниците го ограбиле дуќанот за помалку од 10 минути во време на кусиот одмор за појадок на вработените. За сега не е позната вредноста на украдената стока. Во неделата пак во хотелот Карлтон беше извршен еден од најголемите грабежи во историјата кога маскиран вооружен маж украде накид вреден $136 милиони.
Студентот Сан Диего добил повеќе од 4 милиони долари од владата на САД откако бил оставен и заборавен во келија повеќе од 4 дена без храна и вода. Даниел Чонг со уште 8 други лица бил приведен во 2012 година во рација на подрачјето на Сан Диего. По ослободувањето поминал 5 дена во болница, а 3 дена бил на интензивна нега. Минатата година во судски процес побарал оштета од државата во висина од 20 милиони долари. Сумата од 4,1 милион долари е постигната со спогодба на двете страни. Египетската преодна влада денеска соопшти дека ќе преземе мерки за спречување на насилствата за време на протестите на припадниците на муслиманските браќа во Каиро, предупредувајќи дека таквите собири во иднина ќе бидат неприфатливи, бидејќи представуваат закана по националната безбедност. Египетските власти ги изнесоа пред суд лидерот на муслиманските браќа и двајца членови на движењето, обвинувајќи ги за поттикнување насилства. 1,2 милион луѓе во Филипини останаа без струја поради неплатени сметки во висина од 93 милиони долари. Поради тоа поголемиот број продавници во централната филипинска провинција Албај се затворени, а болниците работат со генератори. Гувернерот на провинцијата, чија канцеларија исто така е без струја, вети дека снабдувањето ќе биде обновено во текот на оваа недела. Дури 50 полицајци ќе се грижат за безбедноста на синот на принцот Вилијам и Кейт Мидлтон. Полицајците ќе внимаваат на принцот Џорџ од Кембридж 24 часа на ден. Освен за безбедноста на Кейт, Вилијам и нивниот син, полицајците ќе мора да извршуваат и други задачи на големиот имот во Норфолк, каде е сместена куќата во која живее срекното кралско семејство. Македонскиот пливач Марко Блажевски постави лично најдобро време на 200 метри мешано. Најдоброто досегашно постигнување Блажевски го подкрена ниво повисоко во квалификациите на светското пливачко првенство во Барселона. Детали за настапот, како и првични впечатоци по трката од Блажевски во извештајот на Зоран Мишевски. 21-годишниот македонец кој што живее и тренира во Соединетите Американски држави Марко Блажевски може да биде горд на себе. Тој пливаше 1 секунда и 49 стотинки подобро од своето најдобро време на 200 метри мешано, што е вистински подвиг, посебно ако се знае дека тоа не е неговата прва дисциплина и мешаниот стил го тренира само 2-3 месеци. Неговиот резултат 2 минути 7 секунди 78 стотинки беше доволен за 6-то место од 10 пливачи во првата од 5 квалификациони групи утринава. Блажевски одлично пливаше во пеперутка и во слободниот стил, додека пак најмногу проблеми имаше во гравниот и во грбниот, кој што треба дополнително да го подобри. Неговото 46-то место од 50 надпреварувачи може би не говори ништо, но резултатот, како и подобрувањето на неговиот досегашен најдобар резултат 2:09:27 е фантастично постигање. Секако дека сум задоволен, ова ми е втората трка на првенството, исто така и последната. На прво на 200 крала имав 40 стотинки подобрување, сега скоро 2 секунди подобро време на 200 метрично и сум многу задоволен. Во наредните 4 дена Блажевски ќе навива за Богдановски и за Чепишевски, а веднаш потоа се враќа во Соединетите Американски држави. Се враќа како подобар пливач со подобри резултати во двете дисциплини на овој мондијал, на 400 метри слободно и 200 метри мешано. Пливачката звезда од Јужноафриканската република Камерун Вандербур е светски шампион на 50 метри градно. Со резултатот 26:77 триумфираше на суперкратката делница, оставајќи ги зад себе конкурентите. Австралиецот Кристијан Спренгер, кој стана сребрен постигнувајќи нов рекорд на Океанија, и сонародникот Жулио Зорси, кој доплива до бронзата. Спренгер задоцни зад Вандербур само 1 стотинка. Второто јужноафриканско злато му припадна на Чад де Глос на 200 метри пеперутка. Тој имаше за 69 стотинки подобро време од сребрениот пољак Павел Корженјовски, а за 77 стотинки беше побрз од бронзениот кинез Ву Пенг. Кинескиот репрезентативец Сун Јанг стана планетарен владетел на 800 метри слободно. Неговиот резултат од 7 минути 41 стотинка и 36 секунди беше најдобар во финалето во оваа дисциплина. Американецот Мајкл Мекбрум доплива до среброто, а бронзата му припадна на канаѓанецот Рајан Кохрейн. Американката Миси Френклин триумфираше во суперинтересната трка на 200 метри слободно. Со резултатот 1:54:81 стигна до светската титула во оваа дисциплина. Италијанката Федерика Пелегрини имаше 33 стотинки послабо време и се искачи на второто место на подиумот. Французинката Камил Муфат стана бронзана. Почитувани, тука е крајот на дневникот. Ви посакувам пријатни мигови со програмата на 24 вести.